Денес повторно, заедно, повторно во една нова епизода. Прошлата епизода ти сама ја модерираше, морам да признам дека ја слушав, многу добро ја изведе. Темата беше прекрасна, можам да речам подкастот беше перфектен, ако знам дека се трудиш таа перфекционизмост да не ти биде во преден план, меѓутоа добро ја стокми, добро ја скоцка покрај тоа што јас и Маринете од приватник од на службени причини не бевме заедно, ама се приметува дека може човек сам да те остави. Нема да направиш некој циркус, те бива за тие работи. Како се осеќаш ти? Фала ти многу и фала за убавите зборови и за довербата. Па се чувствував, мислам дека имам малку трема, меѓутоа нели темата ја обработивме и некако темата е продолжение на темите што претходно ги зборувавме, како и ова денес. Така што мислам дека ми беше комотно и дека доловивме горе-долу она што значи перфекционизам и како треба да не се носиме всушност со перфекционизмот и се надевам дека се допадна на нашите слушатели. Точно. Имаше позитивна резонанца, позитивни мислења, позитивни пораки имаше за прошлата епизода, така да мислам дека и патот на кој што, или да речам форматот кој што за оваа серија или за оваа сезона го одбравме така малце да бидеме на база на стабилизација на психичкиот на нашата психолошко здравје, мислам дека е добра тема или има добри теми или доста теми кои што може да се обработат или кои што се интересни за сите кои што не слушаат. Без разлика во кој стадиум од животот се наоѓаат, дали се млади, дали се поврзани, дали се во фаза на кариери, дали се во фаза на формирање на фамилија, дали се во фаза на размислување да имаат фамилија, па и да се надградат како личности секојдневно. Но за денешната епизода малку покасно новости, како помина со жештините. Па морам да кажам дека сме некако, на некој начин благословени, тоа што од една страна сме на север, така да беше топло, меѓутоа беше топло, се толерираше. Има ти вода таму, морето е кај вас. Има ти море кај вас. Така. Да. Кај нас беше жестоко. Важно помина жештините, сега се малце по олабавија работите. За жал, германската репрезентација си се врати дома. Знамето кај мене се уште се вее. Решив да се вее оти малце, како да речам, за инат нека се вее. Како да речеш, гледајќи ги утакмиците, се прашував, па да, одразот на репрезентацијата ја покажува и моменталната, да речам, може би ментална и физичка и психофизичка, па и економска, па и како да речеме, ситуација на Германија. Значи Германија не е онаа веќе веле сила, да речем, каде што се знаеше дека Германија кога ќе дојде секогаш ќе победи, или Германија не може да промаши пенал, или Германија ги искористува сите шанси или сите тие работи. Значи тоа е некој како слика, како онаа слика на она што моментално се дешава во Германија или во германското општество, да го речеме тоа, не дека. Па и дискусиите кои што потоа се водат на таа тема. Значи, кога еден канцелар те застане ќе честита на фудбалерите дека испаднале во 16 финалето, тоа е малце трагикомично за оваа нација која што е научена само да биде на врвот на, да речем, на шпицата на се. Така да мислам дека можеби ќе послужи целото ова малце да се помрднат или да размислат како понатаму ќе продолжи ова општество, оваа нација, затоа што вака како што оди работата или како што ја тераат, мислам дека нема да дотераат нарно во смисла дека има немир или дека ќе се раздели ово, меѓутоа дека како општество, како држава, верувам дека ќе ако продолжиме вака, како што тераме сега, дека со малце сме задоволни со она, окей, ако испаднав некако ситно поразени, па не е лошо, или во лошото ќе бараме позитивно. Така да можеби
Ако извадат добри заклучоци од сето ова, може би ќе добијат и пример како понатаму да продолжи ова држава. Меѓутоа, со политика нема да се боричкаме. Друго што беше во овие претходниве неколку недели или во последната недела интересно за тебе? Еден момент кој што и може би не беше толку интересен и баш напротив е фактот дека нашиот пејач Владо Јаневски понапушти овој свет. Точно. Ќе останеме нели да го споменуваме во нашите можеби веселби, на нашите тешки моменти со неговите стихови како што и да е ќе помине. Да. Булки. Да. И сите останати да ги потпевнуваме, да ги пееме и да се сеќаваме дека навистина животот можеби поминува за еден миг и тоа што го живееме денес, треба да го живееме со пун здив на некој начин. И она што спомна, можеби во негативните работи, убаво е да се гледа таа некоја позитивна нота како поттик за сите нас. Точно. Владо Јаневски замина. Јас се сеќавам на времето кога почна првата со овој во дует која певаа Ластовичка, кога беше она во групата, за тоа беше, мислам дека бевме гимназијалци, прва, втора година гимназија, тоа беше химна, беше тоа Ластовичка, беше така интересна мелодија и потоа прекрасните неговите вакво речи го мелодии како што Тиквешко црвено, така некако беше. Имаше добри мелодии, па и го видовме, дојде тука во Германија, гостуваше, направи чест на концертот за настраданите во трагедијата за Коченик, кога беше како специјален гостин во Мајнц на прославата. Направи прекрасен концерт во Берлин. За жал само во Берлин можевме да го доживееме тука во Германија. Прекрасен глас, прекрасен човек, прекрасен Но тоа не ни преостанува ништо. Едноставно, како што рече ти, да го живееме денот како ден, да не размислуваме многу и можеби точно денешната тема придонесува на тоа нешто, а тоа е, ти ќе го кажеш англискиот израз, бидејќи си по-англиски фит у тие работи, а ја ќе рачам и нека мислат другите, темата наша ќе биде кога умот не ни дава мир. И на англиски тоа би било overthinking, односно кога премногу размислуваме и се внесуваме во некоја тема, односно колку пати ви се случило да легнете навечер и телото да ви биде уморно, а мозокот едноставно да не престанува. Да се враќате на разговор кој што веќе завршил. Да размислувате дали сте кажале нешто погрешно или било правилно, дали сте се однесувале правилно или погрешно, да ја анализирате до ситница секоја одлука, што би било, кога би било и слично, и да правите сценарија за нешто што можеби никогаш нема да се случи. Токму затоа денес всушност зборуваме за тој момент и феномен на некој начин, overthinking, односно, како што Панче кажа, кога умот не ни дава мир. Да, но интересна тема. Вака кога ќе размислуваш, например, размислувањето не е проблем, бидејќи мислиме цело време. Проблемот настанува кога мислите почнуваат цело време да ти слегуваат од колосек или цело време да бидеш во мисла, така наречено, не? Мислењето е една многу, да речем, тоа е една добра човечка особина или единствена човечка особина. Например, ако земеме кај животните, никој животно не може да мисли. Не, што мисли? Животното гледа таму, врне, окей, нема врска. Дали врне, оно стои, на дождот стои, ама ние мислиме, врне, не испаѓам од дома, или треба чадор да земам, или треба да се облечам. Така да таа особина на мислење е од една страна позитивна, од една страна добра, но доколку многу ја мислиме, можеме и да се заглавиме, а и да залутаме во сите тие мисли. Ние планираме, да, учиме од минатото и донесуваме одлуки.
размислувањето фактички го прави тоа целото да просперираме и да растеме. Но, сепак, како што речи ти самата, а јас како што потврдив, дека проблемот започнува во тој момент кога ние размислуваме само, ама не носиме решенија. Туку ни носи, како ти самата што рече, исцрпеност. Не, значи не можеме да заспиеме, не мачат. Не, како имам ноќни мори. Отоа што имаш ноќни мори, ти го преработувам денот. Зошто го преработуваш денот? Денот помина. Не? Не? И таа пата, тука ни се врти мислата, не? Како беше, шо беше, зошто? Да не реков нешто, чеки се, како реков, шо реков, оти реков, не? Дали требаше тоа да го кажам, или ама вој тон, па вој него погледнав, или зошто мислел, шо мислат другите за мене, бев денеска добро облечена, не бев добро облечена, што ако не успеам, оваа тема имавме и како посебна тема имав, меѓутоа и тоа спаѓа во тој домен на тоа целото размислување. Ако не успеам, и ако не успееш, утре пак ќе станеш. Па можеш повторно да успееш, па може повторно да покушаш. И целото тоа се врти, значи цело време мислиме, а немаме решение. И се вртиме само у круг, ко да речам за морчето на што се врти, кој ќе го ставиме во којото и само врти, ама у исто место врти. Не оди напред, а тркалото врти цело време. Тркалото врти цело време, ама глувчето или да речам веверичката стои у место. Не? Така, значи она што спомна да размислување без некое решение или безцелно размислување, само да добиеме можеби некоја валидација на крајот или да си потврдиме нешто на себе што можеби не сме го воочиле претходно. Значи не е проблемот што ние имаме мисли. Така туку што понекогаш им даваме премногу моќ и за тоа зборувавме исто претходно. Да. Тука сакам да поставам едно прашање сега. Дали некогаш сте забележале дека мозокот понекогаш се однесува како да мора да реши се веднаш? Односно ситуации кои што се случиле во минатото, сакаме да ги решиме сега, во сегашноста, или ситуации кои што замислуваме дека би се случиле во иднината, сакаме да ги решиме сега. И ако не најдеме одговор, нешто лошо ќе се случи во тој момент. Значи, што би било кога не би дошле до одговорот? Затоа што да се надоврзам само дека ние живееме во моментот и сега. Реално, не живееме во минатото, меѓутоа со мислите сме често во минатото или сме често во иднината, не забележувајќи го моментот на сега. А што мислиш, например, еве ти сега го постави тоа прашањето, понекогаш се однесува како да мора да реши се. А мислиш ли дека, мој искуство, ја сум позитивен човек, меѓутоа тоа што, да речем, со клиенти или со пријатели или со комши из ова зона, обично кога мислат првен на она хорор сценарио. Значи, хорор сценарио во смисла првен на лошото се мисли. Лошо ќе се деси, нема да успеам. Значи, првен сме скептици, првен сме песимисти, првен, како да речем, ја да не тропнам, да не прашам, ама да не ме одбијат. Значи, првото тоа е, мислиш дека тоа е шаблонски или тоа дека се темели на база на некои си, да речем, искуства кои што сме ги проминале во прошлоста, не? Пребидејќи, како што рековме, ние целото тоа размислување своди од некое си претходно искуство, ја, и сега, например, сакаме понапред, меѓутоа повторно размислување. Размислувам да ја почнам нова работа и да аплицирам за нова работа. Меѓутоа, првата мисла секогаш е некогаш, ја ретко, јас сум позитивен, секогаш мислам ќе ме примат. Меѓутоа, од клиентите, например, се викам, ама ќе ме одбијат. Ама зошто? Ама не е вакво. Добро викам, од кај знаеш тебе, дали ќе те одбијат? Значи, таа првата многу интересно ми е тоа што секогаш луѓето кога размислуваат за нешто, први идат на тоа хорор сценарио. Нема да успеам. Нема да пробам, нема да продолжам, нема да... И ако не успееш, што е проблемот? И мислиш дека тоа е така или шаблонски вакво е? Тоа е навистина така, затоа што мозокот не само што бара сигурност од една страна, од друга страна нашиот мозок, да, од претходни искуства сигурно,
си носи последици тоа некое негативно размислување. Меѓутоа мозокот или ние сакаме, значи да се заштитиме на некој начин, да го заштитиме нашето его, и кога зборувам за его, тоа не е она токсично его кој што секој од нас го има, туку тоа е она его кое што не штити и не носи со во релација со надворешниот свет. И мозокот точно во тие моменти на несигурност бара нешто што е познато, бара нешто што е сигурно и го планира некое негативно сценарио однапред, од една страна поради искуства можеби, а од друга страна поради фактот да треба да се заштитам, значи на некој начин, и поради fear of rejection, исто постои еден момент како страв од одбивање, да не бидеме одбиени. Зошто ние како човечки суштества сакаме некаде да припаѓаме. Те сваќаме треба, меѓутоа тоа ми е многу интересно, например, ама од кај да знам дека ако не прокушам, ако не успеам, че во смисла зборуваме сега да не се вртиме во оној, да речем, во оној круг што никаде не носи. Како да испаднеме од тој круг, например, како да речем, пак ќе земе работата за нова работна позиција. Значи, на работа ти е лошо. Значи имаш фактор, ти викаш окей, не ми се свиѓа. Работа не ми се свиѓа. Не сум добро платен. Одам плюс ноќна смена. Сакам нешто да сменам. Колегите не ми се вакво. Значи имаш доста негативни работи кои што ги си ги поминал или во минатото, па и во сегашност. И сега викаш ќе аплицирам, ама пак кога аплицираш не викаш окей, јас ќе успеам на целото тоа, ми викаш и сега повторно влегаш тоа, например, викаш ќе ме одбијат. Не сум добар или немам доволна квалификација. Заборавете го тоа. Престанете, значи запрете кога ќе трнете недека, престанете да размислувате дека не сте добри. Самиот пат или самата моќ или самиот чекор што сте го направиле, тоа значи дека сте добри. Иначе не може да дојдете на таа идеја да тргнете и да аплицирате за нова работа. Да? Ja? Така, пред некоја епизода, мислам, зборувавме за тоа дека нашите емоции се всушност нашите мисли и колку позитивни мисли имаме, попозитивни мисли имаме, толку попозитивни емоции, да не веруваме во се што мислиме всушност, затоа што мозокот може да не одведе на токму таа некоја негативна патека, и од тука да го восприемиме тие емоции, дури и да ги прифатиме во нашето тело, да ги прифати, embodiment се вика тоа на англиски. И тука, значи, прашањето, да не се навраќаме пак на истата тема, дали сум доволно добра, или ако некој не ми напише порака за 2 часа, веројатно се налутил, да ги запреме тие мисли токму во тој момент кога ќе ни дојдат. Значи, да дишеме длабоко и да кажеме, ние сме сега тука и во моментот јас сум безбеден во мојата кожа така како што сум и во рете, јас сум доволно добар или јас сум доволно добра и да се прифатиме едноставно. Точно. Дека можеби некој е зафатен тогаш кога не ни вратил на порака, можеби она што мозокот ни го кажува не е секогаш вистина, дури постојат. Само да се надоврзам, дури постојат и студии каде што сеќавањата се всушност компрометирани, значи не се вистински настани. Ја, тоа да. И факт е дека секоја мисла не заслужува толку големо внимание. Значи, некоја да ставиме или да и веруваме или да ставиме да ставиме на некој посебен пиедестал дека таа мисла е тоа. Мислата е едно, но реалноста е друго. Значи, можеби мислиме ние дека утре ќе отидеме за Франкфурт, меѓутоа можеби утре сабајле кој ќе станеме и цето да не го откажат. И таа мисла што сум имал да стасам до Франкфурт е само била некоја си мисла, ама целта или реалноста е сосем друго. Да, точно тоа дека треба да мислиме.
Значи, не викаме ние, не зборуваме тоа дека не треба да бидеме сумислени, иначе се ќе правиме на рекла казала или на безразмислено тоа. Значи, не е тоа дека не треба да мислиме, треба тоа што го мислиме, да го мислиме за сега. Се соочува со проблем. Не знам дали се слушаме во моментот? Да, се слушам. Се снима понатаму. Така да... Да, продолжи. Сакам да предложам една вежба за нашите слушатели, она што го зборуваме сега, кога ќе забележиме дека всушност некакви црни мисли не напаѓаат или дека премногу размислуваме и не можеме да спиеме поради тоа. Да се запрашаме што точно се случува во моментот сега. Значи во оваа реалност каде што живеам, што точно се случува тука. Снимаме подкаст. Тоа. Што е факт, а што е предпоставка? Факт е, снимаме подкаст. Предпоставка е, подкастот може да го слушаат милион луѓе. Ама ако си правам мисли дека ќе го слушаат милион луѓе, може да бидам утре, ако го слушаат само 10-15 души, може да речем, не правам подкаст. Тоа е погрешно. Или? Дали ова размислување ми помага или ме исцрпува? Ако мислам на предпоставката дека ќе ме слушаат милион души, ќе ме исцрпи. Имам некој очекување дека ќе ме слушаат милион луѓе, и ако не ми се исполни таа предпоставка дека ќе ме слушаат милион луѓе, ќе не слушаат милион луѓе, тоаш можам да дојам до разочарување. Дека тоа што ми прави шпас, дека треба да ме слушаат милион луѓе за да правам муабет со Дијана на подкастот Петочно во Германија. И се вртиме и пак нема да стасаме до тоа што ми прави мене шпас. Значи, прибидејќи размислувањето ме тера да не го правам тоа. Прибидејќи не ме слушаат милион луѓе. Факт е дека имаме неколку 5-6 вакви луѓе што пратат, што надат со слушаат. И сепак добро. Значи, одиме понатаму. Прекрасна вежба, Дијана. Сега сум посмирен. Не? Што мислиш, зошто луѓето кои што премногу размислуваат, значи дали тие се наивни луѓе или премногу се грижат или премногу имаат превисоко мислење за себе или премало мислење за себе? Што мислиш, Панче? Аз мислам дека тие многу што размислуваат, ги страв дека ќе сгрешат, ги страв дека ќе паднат, ги страв дека нема да успеат. И мислам дека за тоа сакаат, и пак ќе дојдеме на претходната епизода, перфекционизмот, не? Да биде се джвакано и да биде до последното вакво е, иако таа одлука не зависи од нив. Значи, пак ќе речам, се можеме да направиме. Сите работи можеме да ги направиме. Да се спакуваме, да се онадиме, да се средиме, да бидеме точни, да отидеме на железничка станица, да стоиме таму, да си купиме карта, сме размислиле, сме планирале, стасуеме таму и стои на таблата ICE на Frankfurt ist leider heute kommt nicht. Значи, да? И мислам дека тоа се тие, да се вратиме сега на твоето прашање. Значи, тие треба да испаднете од таа шемели, од тој шаблон, дека се треба да го измислите до последната кома, запирка или последната нула на крајот на краиштата. Ja. Од една страна е добро тоа да го правиме. Значи, добро е да размислуваме некои работи. Ако не ги размислуваме некои работи, може и многу работи и лоши да ни се дешат. Ако не размислиме, како да речем, ако не размислуваме, например, понекогаш ние дискутираме, ајде да мислиме што ќе јадеме утре. И тоа е важно прашање. Например, кај нас во фамилијата секој навечер, ајде да мислиме сега што ќе јадеме утре. Ако не го размислуваме тоа, ќе бидеме секој ден гладни или ќе јадеме, да речем, на кого што ќе му текне. Ама не се замараме со тоа. Значи, ако утре случајно некој закасни да си дојде дома и да го направи ручегот, не е тоа смак света и нема да пропадне светот, ама ќе има во фрижидерот секојаш има, например, алтернатива. И затоа сега може би патот или ти што сакаш да кажеш е, треба да бараме алтернативи.
Да? Па во принцип да. Кога возовите на Deutsche Bahn Аха, се, да речам, откажани или нешто слично, може би прашањето тука не е за како да престанам да мислам да, на одредени теми, туку подобро прашање би било како да научам да имам поинаков однос со моите мисли. Значи да не ги присвојувам тие предпоставки или тие мисли како своји или како факти, точно. како размислувања, да ги забележам. Секако дека на нашиот мозок му треба валидација. Да ги забележиме, да ги слушнеме, меѓутоа да не дозволиме тие да управуваат со нашиот ден, со нашето расположение, со нашите одлуки и во нашите односи со другите луѓе. И не треба да се плашиме дека ако размислуваме нешто и ако трнеме, ако не тоа целото тоа трне наопаку. Па трнало наопаку, окей. Ама како ви кажа, многу патишта водат кон Рим. И ти како што рече, имаш ти доста искуство со патувањето со воз. Ако не дојде еден, треба да бидам смирен, да речем чекај сега да видам целта ми да стасам таму. Океј, како да стасам? Не може воз, денеска нема воз, океј, дај, комшија, пријател, кола, да ме однесе некој, приведејки, сакам да стасам, значи, да размислуваме сега, значи, не тоа црната, готово, не стаса за Франкфурт, леле, толку паника, што стана работа? Чеки полека, смири се, ти кој што рече пријаска. Затвори ги очите 10 секунди, 5 секунди, и ќе ти дојде, ќе ти светне ламбичката и ќе го најдеш решението. Или ќе спаднеш од таа мисла, од таа негативна мисла, дека нема да стигнеш денеска за Франкфурт. Да? Може би најважната работа, нели што треба да ја забележиме кај феноменот на overthinking или кај преголемото размислување. Она што спомнавме дека не треба да размислуваме дека не е нешто воре со нас, туку дека нашиот ум сака да не заштити тоа, да го прифатиме, значи како такво. И дека може би премногу анализираме и понекогаш бара опасности таму каде што ги нема. Искуствено или од она што би се рекло трансгенерацијски трауми. И понекогаш и сака нашиот мозок да најде совршен одговор за одредени ситуации каде што всушност нема ни одговор. Она што сакам да го запаметиме дека јас не сум мојата мисла. Туку сум човекот што ја забележува таа мисла и остава простор на таа мисла, меѓутоа не ја валидира, не ја зема како здраво, за готова и да ја потоа процесира преку нашето тело. Точно, тоа што го кажа, можеби тоа и она најголема вештина во целото тоа како да излеземе од тој мисловен круг, дека да научиме да бидеме присутни. Да бидеме присутни во оној момент во кој што сме. Значи сега, што викаат германците. Hier und jetzt. In hier und jetzt. Тука и сега. А не да викаме што ако, значи, што ако, минато, во иднина, што треба, не треба да викаме што треба, ами сега ќе направам, тоа ќе го направам сега, не? Што ќе се случи, не што ќе се случи, ами што се случува. Како што рековме преска, што е потребно сега. Да бидам во сегашност. Да ги оставам мислите малце настрана. Мислење, супер. Секој мисли. Ти ја намислиш и ти. Секојаш мислиш. Мозокот е сега. Мислиме што да биде темата. А мислиме за денес, за сега, за овој ден.
Утрешната тема, да, имаме ние теми тадено. Меѓутоа може да не се фиксираме на тоа. Може за текот на времето да дојдеме на друга идеја. Или таа тема, ако сме ја изработиле, не е фиксно од сега. И тогаш кога ќе дојде на денот, повторно може некоја размисла нова да не дојде, значи да бидеме и флексибилни во однос на размислувањето. Превидејќи, паѓа да се повторувам, сите многу патишта водат кон Рим. Важно е да стасаш у Рим. Како ќе стасаш, никој не прашува. Или те прашал некој како се стасала Дијана во Рим. Важно беше. Па да, сега моите патувања, Панче, биле понекогаш премногу авантуристични и никој не ме прашал, меѓутоа цело време ја вртам апликацијата на Deutsche Bahn, да стигнам, например, од Франкфурт до Росток или од Росток до Франкфурт или до Марбург, значи зборувам за во Германија. Така да, она што спомна, има, значи, екстерни фактори на кои што ние не можеме да влијаеме, меѓутоа она што ние можеме да влијаеме е само на самите себе. Не можеме да влијаеме и на нашите деца, колку и да се трудиме, ние можеме да ги навигираме лево или десно, да ги учиме. Меѓутоа она што е потребно за сите нас е дека можеме сами на себе. Значи во одреден момент кога ќе настане тоа размислување или преголемо размислување и кога ќе почувствуваме дека умот всушност почнува да ни ги врти истите мисли, истите прашања и тоа е тој еден зачаран круг, да застанеме во еден момент и да си кажеме на себе: ова е само една мисла, а не е факт. Да. Јас бев изненадена од овој момент, како што е мисла, а што е факт. Кога гледав еден подкаст за булинг, за како да ги учиме малите деца всушност да размислат, односно да се справат во ситуација на булинг. И тоа го вежбам со моето дете, кога ќе му кажам: небото е сино или сонцето е жолто, дали е тоа факт или мислење? И веќе почнува да резонира, вика: да, тоа е факт. А кога ќе му кажам, некој ако ти каже дали маичката денес не ти е убава или премногу зборуваш, дали е тоа мислење или факт, понекогаш греши, а понекогаш кажува дека е тоа мислење. И вчера ме изненади еден момент кога во градинка имаат, односно ние како родители, овие книгите за kindergarten Freund. И тие одат од едно дете на друго и вчера едно детенце или родителите од недостаток на време ни ја вратија книгата ненапишана. И тоа моето дете не го прими баш така многу убаво, да речам. И пред легнување кога го прашав: еве, твоето другарче не ти ја потпиша книгата заради тоа што немале време, треба да одат на одмор, дали е тоа факт или е дека не сака да ти биде другарче или мислење? И тој тогаш кажа: тоа е мислење. И јас премногу се изненадив и бев во тој момент премногу горда на тоа учење на некој начин, затоа што да, тоа е едно мислење. Така и точно. Тука. Не мора да значи дека ако нема потпишал книгата дека немој другарче. Ама ако не, значи факт тоа не е. Тоа е мисла сам, не ми е потпишал книгата или не ми се јави, не сака да му. Тоа е само мисла. А во ствари повторно, братот е брат, сестрата е сестра. Дали ќе пише, дали нема да пише, останува. Тоа е фактот. А дали паѓачам, ние не знаеме што се дешава од другата страна на жицата. Порно беше жица, сега е, да речем, функот или ваква рече го, функот, брановата должина или интернет или веланот од другата страна. Значи ние не го знаеме тоа. Ние само можеме да претпоставиме, а мислата тоа го прави. А факт е дека брат, сестра, другар, тоа останува, тоа е факт. Тоа е факт, не? Ја. Тоа ти што го видиш, да? Ако можеш да направиш, направи го сега. Ако не можеш, пушти го нека тера. Точка.
Не? Бидејќи животот не се живее, не се живее само бидејќи животот не се живее само во нашите глави. Животот случува во моментот. Значи, ние можеме се да пишуваме, се да правиме, да замислуваме, ваму ќе отидам, наму ќе отидам, вака ќе направам, нака ќе направам, ваква кола ќе купам, наква кола ќе купам, ваква работа ќе имам, наква позиција ќе имам, волку пари ќе имам на контото. Фактот е што имаме сега. Дали го имаме тоа или дали го немаме. И тука завршува приказката. И ако го немаме, како би стигнале до таму, така? Ако Ја? имаме нешто дали, имаме услови да стигнеме до тоа, Точно. Пак да се фокусираме на моментот во кој што живееме. Што треба да направам сега за да стигнам таму? Имам ресурси, имам капацитет, сум завршил, не сум завршил, какви имам потенцијали. Значи, да останеме во реалноста, мислите да бидат реални. Кога мислите се реални, обично може да има потешкоти, меѓутоа крајот се стигнува до саканата цел. Проблемот е ако имаме, да речем, нереални мисли. Нереални мисли, што во смисла, како да земам пример сега, ајде пример, Панче да биде професионален фудбалер со 58 години. Заврши. Ако мислам дека е убаво да бидеш професионален фудбалер, да бидеш ваму и да те шетаат и сите тие работи и автограми да пишеш и што ти знам, ама тоа е само мисла. И ако Панче се размислува за тоа целото, ќе му помине убавиот живот со сопругата, со децата, со тие работи. Реално е да речеш, окей, Панче 50 години, треба сега да го живее животот кој вакво е. Ваму таму да не си се онадој, да не се нервира многу за работа, за тие работи. Ако и тоа е убава мисла, меѓутоа реалност е друго, кога ќе отидеш на работа, сепак си поврзан со други работи. Значи сепак имаш одговорности, ваква направил, не направил ваму таму, значи тие мисли. Меѓутоа јас кога тргам на работа, мене мозокот ми е празен. И кога се враќам назад, ако имам, да речем, доста одговорности и функции, ти реков ми рече, меѓутоа мозокот ми е празен. Ја не размислувам на пример што ме чека утре. Откај знам? Утре ќе отвориме, провинција ќе отвориме. Тоа го знам, тоа е факт. Отвараме ни 8-та сала. А мене да речем да размислам за утре ќе тоа 10.000 души ќе имаме милион провод. Ако почнам тоа да надам, па треба да се обезам. Да? Значи секогаш сум во оној момент, тука сум. Фактот е тоа. Утре отварам 8. Бојру. Тијана. Што да им кажеме на крајот на нашите слушатели? Темите, па ќе речем, темата повторно се надоврзува, може би и ова како продолжение на онаа претходната перфекционизмот, има некои допирни точки, има и оваа епизода со претходната и мислам дека треба да запамтат дека не секоја мисла бара одговор. Не мора нешто, ако мислам дека треба се да биде одговор, или дека секоја мисла ќе ми се исполни. Не? Исто така, да, и дека не секој страф е предупредување. Ние имаме еден мал дел од мозокот, амигдала, кој што реагира на предупредувања, значи на опасни ситуации и слично. И колку повеќе тој дел од мозокот ни е активиран, ние толку помалку можеме всушност да размислуваме. Ние размислуваме со дел од мозокот кој што е од челото, да кажам, позади, се вика префронтален кортекс. И колку повеќе тој мускул сега мускул карикирам, значи не е тоа мускул, него е мозок. Колку повеќе тој мускул на размислување, тој префронтален кортекс всушност го градиме, толку помалку таа амигдала ќе има простор за да ни алармира цело време дека постои предупредување и дека ние цело време се вртиме во нашите мисли, преработуваме ситуации, цело време гледаме некоја опасност некаде. И да, не секогаш треба да мислиме повеќе, туку да го живееме моментот. Да. И кога умот повторно ќе почне да создава бури, треба да се подсетиме дека и насилната бура мине. А по секоја бура небото повторно осамнува и стигнува сонцето. Тијана, со оваа мислам дека
треба да завршиме оваа епизода. Беше интересна. Ти благодарам за убавиот муабет, за сладкиот муабет, за overthinkingот. Прибидејќи ако и со 58, пак ќе речем, понекогаш и самиот се сеќавам дека увлегувам некој вакво, ама имам ја методи или како што ги спомнав ја оние методи, го речем чекај момент, запреги, стоп, немој чекај, испадни од тој вакво. Тоа е само тркал. Тркалото не ти треба. Сега, у тој момент, сега. Така да, драги слушатели, драги следбеници, треба да кажем, не знам дали кажавме во претходните епизоди, веќе сме и на iPhone, мислам дека iPhone подкаст ми се чини дека одиме. Тестирајте ни на iPhone подкастот, слушајте не, следете не, кликнете не, субскрајбајте не, абонирајте не на сите наши канали, кажете не најдете. Има и на YouTube, и на Spotify, и на Podbean, и на iPhone, и на Facebook, се дека нима. И за оваа недела, тоа е тоа. Гледате светско првенство. Наредната недела ќе видиме полека ќе се бистри работата. Наредната ќе бидеме во фазата на полуфинали и на финалиња, ќе гледаме кој што како ќе биде. Нашите не се, нашите кои се наши не знаеме и сега. Сега сме останавме за Босна и за Хрватска останавме да навијаме. Дијана, ти за кого си ти од двете? Па, од тие двете, јас за Хрватска сум искрено. Океј. За Хрватска ќе бидам до крај, може Бразил тука некаде, меѓутоа тие две екипи па ќе видиме сега нека. Да, ја. Ја веќе никого не му држам палци, не му стискам палци. Важно, кој што реков, ја знамето се везе инат на сите. И тоа е тоа, Дијана. Поздрав, се слушаме. Убав викенд, ќе биде топло. Ја, Дијана, поздрав и шо прекло. Тоа е тоа. Чус. Поздрав и од мене. И најава за следната епизода, само тоа да Слободно. Ќе зборуваме за стравот од промени, стравот од ризик и стравот да направиме нешто некој чекор во непознатото. Тоа е всушност тие теми кои што ја ги надоврзуваме на она што зборувавме претходно. Имаме цела недела сега да размислуваме. Also. Чус. Чао, чао.